Здраво дечки, јас сум Мето, добре дојдовте на уште едно видео. Овој пат ќе направиме ревју на втората игра од серијалот Five Realms на Final Frontier. Минатиот пат беше Cavern Tavern, овој пат Rise to Nobility. Многу интересна игра, мои омилени механизми Worker Placement, Dice Placement. Едни од омилените механизми. Како што гледате, обожавам кога има голем мейнборд и мало плеербордче, затоа што ако двете се големи, ќе треба една огромна билјард маса за да се игра. Играта се игра 10 рунди, сите на почетокот ги вртиме коцките и си планираме на кои места ќе ги играме, но пред да планираме, почнуваме на плеербордот со репутација 9. Тоа значи дека можеме да изиграме коцки до збир 9, да си комбинираме како сакаме. Со тоа што во текот на играта може да зголемуваме репутацијата за да може да играме поголем број на коцки. На оваа страна се чуваат куките и човечињата со кои почнуваме. Целта на играта е да вселуваме луѓе во овој дел од Five Realms, како што доаѓаат овие семејства мигранти, ние треба да им обезбедиме услови за да ги вселиме. Нормално, пред да се всели семејство, треба да има спремна куќа која се гради на плеербордот и во зависност од ресурсите кои ги бараат овие семејства, ги вселуваме и ја добиваме соодветната награда. Значи, ова сега ќе го тргнеме за да ги објаснам накратко и локациите. Ќе почнеме од оваа акција тука за земање на Settlers. Овдека треба да се стави коцка, да речам што поголема коцка, за унаводници да ги зафркнете другите играчи, затоа што играчите после вас мора да стават или иста или поголема. Докога го ставите шеска, сите мора да стават шеска за да земат некој од овие. Може во рака да држите максимум 3 и да ги вселувате како сакате. Втората акција, како што реков, е купување на куќа. Тука па обратно од Cavern Tavern треба да се стави помала коцка и другите играчи треба да стават иста или помала, доколку е кецка мора иста, се плаќа фиксно 5 парички и една куќа ставате на вашиот плеерборд. Другиот механизам исто кој што го обожавам е Resource Management, а тоа е тука, мислам дека најмногу истакнато. Имате неколку гилдови на кои што ќе ставате коцките. Ќе почнам од поленцето кој што го играме сите прво, а тоа е The White Castle, што ви дозволува да зголемите репутацијата, значи да играте поголем збир на коцки. Тоа е оваа, прилично едноставна акција, да го ставите кеци двојка 1, тројка, четворка 2, петка, шестка, 3 репутација зголемувате. Како секоја игра со коцки, мора да има и модификатори кои ви овозможуваат да ја модифицирате коцката, плюс минус 1. Тоа е овдека, Berg the Clerk, ставате коцка и земате или само модификатор или модификатор и паричка, со тоа што плюс оваа акција тука ви дозволува да ги изчистите овие Settlers и да се извадат нови или некого повторно да зафркнете ако му треба очајно. Останатите места се гилдови кои што ви даваат ресурси. Нормално, ако ставите најголема коцка, односно петка или шестка, ви дозволува да купувате до 3, односно 3 ресурси, секој ресурс е по една паричка, меѓутоа не ви дозволува да ставите човечиња, односно апрентис, чираци во овие гилдови. Затоа пак двојката, кецот и двојката ви дозволува да купите едно, но може да ставите до 2 чираци тука. На крајот од рундата земате парички во зависност од тоа колку апрентис имате во гилдовите. Друг начин на земање на парички е да ставите тука коцка, односно да продавате goods што не ви требаат, во зависност од што коцка ќе ставите, толку ресурси може да продавате. И овие бродчиња се менуваат во секоја рунда. Ресурсите се столчиња, книги, секири, септер, вазни и неклас, односно накит. Овдека доле се гилдовите кои што треба да ги изградите на местата каде што имате чирак. Значи тука ви треба точно одредена коцка и точно одредена сума на пари за да купите некој од гилдовите. Да речеме дека се става тука двојка, се плаќа
8 парички и овој гилд го ставате тука на најлевото поленце, ги земате овие награди тука, тоа се 5 поена и 3 nobility, звезди, и еден од чираците ви станува гилдмастер. Секој пат, значи кога некој ќе изигра акција на ова место, било кој од овие 3, вие како собственик добивате по едно париче, а играчот кој што играл тука може да изигра оваа акција доле, значи има некој плюс бонус акции. Некој од зградите, значи се ставаат и кај вас на плеербордот и добивате исто награди, поени и звезди, односно nobility. Зошто е битно nobility да се добие? Тоа е оваа трака тука. На почетокот сите бираме по еден карактер рандом, кој што има special power, кој што тој power се отклучува кога со nobility, односно со токенот на nobility ќе го поминете, односно ќе стапнете на виолетовиот штит и ја ослободувате, да речем, special ability го ослободувате на карактерот. Освен за тоа, нормално ви носи и поени на крајот на играта, но и потребно е за овој дел тука, односно Stone Council, каде што се прават црни сделки под маса, за да исполните некоја од мисиите кои што ги бараат, треба да ставите соодветна коцка, да имате завршено, односно вселено во случајот, да речеме, човек, human, ако сакате некој од овие. Ако сакате да завршите долната, најдолнава, значи треба со nobility да сте на белиот штит, не само на вилетовиот, туку на белиот штит. И тоа е многу едноставно, ги плаќате паричките и ресурсите и фиксно добивате 6 поена, но тоа носи пенал, односно ви намалува reputation за -2 или -3. Во глобала, тоа е играта, значи се игра 10 рунди, играч се игра од 2 до 6 играчи. Не зафаќа многу голем простор на маса, со 6 души искрен да бидам, ја немам играно, така да не знам, ама мислам дека може да биде окей. Тоа би било и као една од негативните страни, значи тоа би траела премногу долго, мислам дека ако се игра со 6 души, поготоа ако се некој новајли. И можеби другата негативна страна е почетокот, односно reputation траката со збир 9. Коцките да ги изиграте до збир 9, затоа што се знае првата акција, па и втората на сите играчи би била да се дојде тука на White Castle, а има само 3 места, ако играат 6 души, другите тројца, амин. Сепак, тоа е решено со експанзијата. Значи тие негативни мислења може да се избришат, затоа што овдека не само што има додадено уште една табла тука, уште едно туце карти и уште еден мал додаток на плеербордот, туку има модифицирано упатство каде што се решени овие прашања, односно се препорачува наместо 10 рунди да се играат 7. И тука се почнува со повеќе reputation, да бидам искрен, не ми текнува со колку точно повеќе, мислам дека беше 12. Пријак механизам, worker placement, dice placement, resource management. Од мене оценка 8. Се гледаме во наредно видео.